Благодарам, председателе. Ако не реагирав на Законот за трговија кој што го поднесовме по скратена постапка, реагирам процедурално на Законот за служба во армијата, каде што постапката и процедурата, добро знаете и вие, е по итна постапка. Зошто реагирам? Доколку на претходното законско решение можете да се вадите дека не е почната процедурата, односно законот не е распределен, членот 167 до членот 169 ја регулира итната постапка за донесување на закон. Каде што во членот 167 став 2 се вели дека по итна постапка може да се донесе закон кога тоа е неопходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката. Токму на ова се повикуваме, председателе. Се работи за мал закон од, како што кажа колегата Ковачки, две страни, каде што се офатени одредени измени кои што ги чекаат припадниците на армијата. Штом овој закон се поднесе под итна постапка, таа процедура мора да почне. Вашето оправдување дека не е преведен нема ништо побитно и поитно од донесување на закон во итна постапка. Преведувајте си ги сите оние материјали кои што ги имате во слободно време. Спроведувајте постапката согласно она што е напишано и побарано како процедура од парламентарните партии и од опозицијата. Нити е прв пат ден пред седница да се поднесе закон, а истиот да стаса да се преведе и да се стави наредниот ден на седница како приоритет, ниту ќе биде последен ден. Затоа не ви држи оправдувањето, барам точката Закон за служба во армијата согласно деловникот и согласно член 167, 168 и 169, све она што е офатено за спроведување на постапка за донесување на закон во итна постапка, да го ставите на изјаснување пред пратениците, па тогаш пратениците да се произнесат по она. Инаку во скоротивно сметам дека го кршите деловникот и дека со интенција законите кои што доаѓаат од страна на опозицијата не ги ставате како точки на дневен ред. Дополнително на увид на јавноста ќе биде дали владеачкото мнозинство сака да гласа одредени измени во интерес на армијата и сите службеници во армијата. Не реагирајте од место, гласајте за потребата да го изгласаме тоа што треба, само така ќе докажете дека сте за армијата. Благодарам.